Почна кроењето на лозијата уште пред Свети Трифун. Лозарите од Карпинско радање очекуваат до 15 март целосно да завршат. Претежно одгледуваат вранец, медеревка и трпезно грозје, од кои прават вино и ракија. Како што истакна оттаму Илчо Богданов, оваа година очекуваат да биде плодна, имајќи во предвид дека досега немаше ниски температури и измрзнување на лозовите насади. Значи, ние секоја година почнуваме пред Свети Трифун да закројуваме, предвидејќи има поголема површина. Тие ще имат помалку за кројот баш на Свети Трифун. Меѓутоа, главниот акцент е закројување на Свети Трифун и ние очекуваме негде там до 15 март да завршиме со кроењето за оваа година. Ние имаме 20 хектари имаме лозов насад, од кои имаме 10 хектари имаме вранец, винско гројзе црно и имаме 7 хектари смедеревка бело. И имаме 3 хектари ова трпезното што е грозје, Мишел Палијер и Вик. Па мислам дека оваа година треба да биде добра година, затоа што немаме ниски температури, нема измрзнување на лозовите насади, така да сите родни пупки ќе бидат родни, нема да бидат исушени. По кроењето Богданов рече дека следува вразувањето на ластарите, ставање на ѓубре и орање со цел да нема трева околу самите насади. И така да се надеваме дека вака ако продолжи, дека ќе имаме добри приноси оваа година. Сега е фаза на месец февруари, месец март, тука секаде мора да се окројат, после више почнуваат да се развиват, некои порани сорти што ги има и лозови насади овие што се другите овоштарници, така да февруари е месец за кроење. Па после кроењето, втора активност што треба да се направи е вразување на ластарите, оние што ги кријат на ластари, оние што ги кројат на кондири, нема да има вразување. Оде после ставање на ѓубре, заорување на површините и така да после секоја работа поленка се тече како. Инаку поголем дел од лозарите кои имаат поголеми површини со лозје веќе почнаа со кроење, со цел да стасат да го искројат целиот насад до средината на март, бидејќи како што велат подоцна стеблата се развиваат и не е препорачливо кроењето. Инаку поголем дел од лозарите кои имаат поголеми површини со лозје веќе почнаа со кроење, со цел да стасат да го искројат целиот насад до средината на март, бидејќи како што велат подоцна стеблата се развиваат и не е препорачливо кроењето.